69-годишната Здравка Манева од кочанското село Зрновци никако да се имунизира, иако уредно е пријавена преку апликацијата Вакцинација МК. Во саботата и рекле да дојде денес, но за жал и сега е одбиена. Па ништо друго не и останува, освен да чека пред капијата на вакциналниот пункт во Штип. Прашавте ли еве денес? Прашав за у сабота, прашавар ме вика оди си, не чекај. Сега дојдо, чекам ред, викат не чекај, у реда, вика нема да сабота тука имаше. А ја мислам дека треба да ме примат спрема годините. Во сабота Ама тука те двамата имаше од само со Кочанско закажан доваѓаме. термин. Од каде? Фаќаме такси, доваѓаме од Зрновци Кочанско и те у сабота довега, сега доваѓам, морам трет пат па да дојдам. И па тоа со 10.000 пензија, може ли некој да си го дозволи 3 пати такси да плаќа? Од Штипскиот здравствен дом се категорични. Се имунизираат лицата над 68 години кои имаат термин и хронично болните. На список се над 300 лица со дијализа, трансплантација на бубрек, црн дроб, како и 5 мина кои чекаат трансплантација на срце. Денес и утре вакциналниот пункт ќе работи само во една смена. Велат, вакцини има доволно. Вакцини има. Ние вчера примивме нова пратка од 4000 дози на Синофарм и предходно примивме 1000 дози на Pfizer. Значи вакцини има, меѓутоа зашто се закажува само прва смена, добив информација дека така и во другите пунктови за масовна вакцинација сепак ќе треба да се обратите до Министерството за здравство. Од денес во Штип започна имунизацијата и на работниците во приватниот сектор. Први се вакцинираа неколку касиерки вработени во еден супермаркет. Интересот е огромен. Стопанствениците треба да достават список до стопанските комори, а потоа да чекат термин. Вработените во училиштата ја примија првата доза, а денови веќе се започне со вакцинација на вработените во комуналните претпријатија.